Постојат луѓе кои ги следат правилата, а постојат и оние кои се осмелуваат да ги скршат. Ова е анализа на приказната за еден таков човек, приказната за Стив Џобс. Но, да бидеме јасни од самиот почеток. Ова не е типичната приказна за успех што може би ја очекувате. Всушност, во својата срж, ова е приказна за неуспехот. И уште поважно, како токму тој неуспех, кога ќе се прифати и кога ќе се претвори во лекција, има моќ не само да промени еден живот, туку и целиот свет. Ајде да се нурнеме во оваа приказна. Па од каде да почнеме? Се започнува со еден млад човек кој, да бидеме искрени, едноставно не се вклопувал. Видете, тој ги немал класичните предности. Не доаѓал од некоја богато семејство, не бил ни некој најдобар ученик, ама имал нешто многу помокно. Визија. Визија за тоа како работите би можеле да бидат поинакви. И ова е совршен пример за тоа. Замислете, во време кога повеќето луѓе гледале во компјутерите и гледале, сложени застрашувачки машини наменети само за инженери, тој гледал нешто сосема друго. Гледал алатки. Алатки со кои секој може да ја ослободи својата креативност. Алатки што можат да го променат светот. Токму таа визија го однесе до врвот. Со неа изгради империја. Но, како и во секоја добра приказна, знаете како оди, следува голем, неочекан пресврт. И навистина, од една обична гаража се роди империја. Apple стана синоним за иновација, за дизајн. Се чинеше дека е на врвот на светот, недоперлив. И тогаш се случи нешто што никој не можеше да го замисли. Стив Џобс доби отказ. Да, отказ од сопствената компанија. Човекот, чија визија беше самиот темел на Apple, одеднаш беше исфрлен. За повеќето луѓе ова би бил крајот на приказната, нели? Но за Џобс ова беше само почетокот на можеби најважната фаза од неговиот живот. И знаете што е навистина интересно овде? Тие години, кои многумина ги нарекуваат години во дивина, всушност беа клучни. Со Next тој ги усоврши своите идеи за софтвер. Со Pixar таму ја научи магијата на раскажувањето приказни. Значи ова не биле само некои споредни проекти. Ова било неговото училиште, местото каде што ги претвори најголемите грешки во невредните лекции за тоа како се води. И така, откако помина низ огнот на неуспехот, тој беше спремен да се врати. Ама овој пат се врати сосема поинаков. Посилен, многу помудар и со визија појасна од кога било до сега. Гледајте, неговото враќање во Apple не беше само обично враќање на работа. Тоа беше почеток на една вистинска револуција. Цели индустрии кои со децении беа заглавени во истиот начин на работа, телефоните, музиката, компјутерите, беа целосно пресоздарени од темел. А за да сватиме за каков размер зборуваме, само погледнете оваа бројка. 1 милион. 1 милион продадени айфони уште во првата година. Тоа не беше само бројка за продажба. Тоа беше громогласен сигнал дека светот е подготвен за промената што тој ја носеше. Па добро, што е тогаш крајната порака од целава оваа неверојатна приказна? За пат, па за враќање? Интересно, може да се сумира во само два едноставни, ама неверојатно моќни збора. Stay hungry, stay foolish. Или во превод, останете гладни, останете луди. Ова, верувајте, не е само некаков цитат, ова е цела животна филозофија. И што значи тоа всушност? Пајде да го разложиме. Да останеш гладен значи никогаш, ама никогаш да не се задоволиш со тоа што го имаш. Секогаш да туркаш напред, да бараш што е следно. А да останеш луд, тоа значи да имаш храброст да ги следиш оние идеи за кои сите околу тебе велат дека се невозможни, дека се лудост. Тоа е сршта на иновацијата. И на крајот на денот, приказната на Џобс е жив доказ. Доказ дека не треба да се биде совршен, не треба да се има некаков детален план за се. Она што е потребно е едноставно да се верува во нешто, нешто поголемо од самите нас. И да се има храброст, таа верба да се следи, дури и кога се поминува низ најголемите неуспеси. И сето ова не остава со едно последно прашање. Која е таа луда идеја што некој ја носи во себе? Идеја што може би на другите им изгледа невозможна, но длабоко во себе се чувствува дека вреди да се следи. Затоа што, на крајот, можеби токму таквите идеи се оние кои имаат моќ да го променат светот.